Го емитуваме најновото издание на регионалните вести. Водата од градскиот водовод е исправна за пиење, е крајниот став на Центарот за јавно здравје Тетово. Оттаму препорачуваат преземање дополнителни мерки, употреба на активен јаглен или озонирање, за да се подобри непријатниот вкус и мирис. Тетовци слободно можат да ја пијат водата од градскиот водовод. Денес на третиот ден повеќето граѓани се согласуваат дека веќе не се чувствува изменетиот вкус и мирис на водата од чешмите. Центарот за јавно здравје Тетово утврди дека мострите вода земени во понеделникот и по 48 часови обсервација не покажале присуство на штетни микроорганизми, со што истата е исправна за пиење. Конечните микробиолошки анализи за водата за пиење од понеделникот покажаат дека нема отслабување од вообичаените и од нормалата и дека водата по однос на бактериолошките особини одговара за пиење, тоест не содржи штетни микроорганизми. Претходно кажавме дека и физичко-хемиските основни оние анализи кои не упатуваат на понатамошни анализи одговараат на прописите, така да водата од 8 одговара за пиење. Но имаме многу јавувања од населението за промена на вкус, за промена на мирис, опишуваат колку луѓе, толку вкусови и толку мириси, имаше промена. Некај сите луѓе ја почувствуваа, но ние професионалците од минатата година што имаме искуство, почувствувавме исто дека има промени. Додатно се испратени за периодична, односно проширена анализа во Скопје, резултатите ќе ги причекаме за испитување на радиоактивност, за испитување на пестициди, за испитување на штетни и опасни материи, што истите анализи што ги направивме минатата година, кои испадна дека одговараат на прописите и угодинава очекуваме. Со оглед на тоа дека изменетиот вкус и мирис на водата се повторува и годинава во истиот месец, а веројатноста е дека може да се повтори и во наредниот период, специјалистот по хигиена и здравствена екологија доктор Радко Давидовски препорачува преземање на дополнителни мерки како употреба на активен јаглен или озонирање за да се подобри непријатниот вкус и мирис. Сепак имаме ние органолептичка промена, субјективна промена на мирис и вкус кој не треба да ја има. Имаме вода која не е ризична за конзумирање, но сепак со прилично намален квалитет. И мора да се стремиме да најдеме решение за кондиционирање овие два параметри. И во октомври минатата година на 3 пати ни се деси. Секогаш после обилни дождови се случува, ете го, треба да размислуваме во тој правец што ни се случува, како ни се случува и не очекува време на дождови. Мора да се направи една сеопфатна анализа како да се кондиционираат овие два параметри. Има методи, едниот е со активен јаглен, вториот е со озонирање. Мислам дека тие два методи се најприфатливи за нас. Каде ќе бидат? Дали ќе бидат на филтер станицата, дали ќе бидат на резервоарот во Тетово, тоа оставаме на стручни, компетентни луѓе да го кажат. Напоменувам дека нема место за паника помеѓу населението од аспект на ризик по здравјето и штетност по здравјето на населението. Но, ако се повикаме на оние 4 постулати на Светската здравствена организација за безбедна и квалитетна вода, каде што ти викаат безбедна, во доволни количини, во континуитет и удобност во користењето, ние со нарушувањето на овие органолептички особини, вкус и мирис, нарушен ни е комодитетот, односно удобноста во користењето. Индиректно, на тој начин, и доаѓа до загрозување на здравјето на населението. Но, за среќа, штетни и опасни материи не наоѓаме.
Инаку од понеделникот граѓаните почнаа да се жалат дека водата која им истекува од чешмите има непријатен вкус и мирис и истите беа загрижени за здравствените последици од нејзино конзумирање. Во октомври лани тетовци во 3 наврати го почувствуваа изменетиот мирис и вкус на водата за пиење, непосредно по пуштањето во употреба на новиот градски водовод. Минатата недела информиравме за активностите на градинките Младост по повод Детската недела. Денес ви прикажуваме какви настани се одбележаа во основното училиште Лирија во Тетово по истиот повод. Прводеленците со свечена заклетва пристапија кон детската организација. Во овој момент ветувам на сиот глас дека моите наставници ќе ги почитувам јас. Секоја задача ќе се обидам. Со оваа свечена заклетва, прводеленците од основното училиште Лирија официјално пристапија кон детската организација, обврзувајќи се на нивните права, но и должности. Нивна поголема соученичка ја читаше, тие ја повторува. Потоа ја гледа приредбата од нивните поголеми другарчиња од училиштето, кои во нивна чест пееја и играа. Децата ги запознаа првачињата и со дел од нивните права. Член 3. Секој воздрав се секогаш треба да го прави она што е најдобро за детето. Член 31. Децата имаат право да играат. Член 20. Детето без родители има право на љубов и грижа. Оделенскиот наставник Радица Ацеска информира за сите активности кои училиштето ги реализирало со цел одбележување на Детската недела. По повод Детската недела, оваа година во нашето училиште решивме да организираме различни видови на активности според возраста на учениците. За најмалите, за првачињата кои што стапуваат во детската организација, беше организирана приредба во која што учествуваа децата од погорните оделенија. На таа приредба имаше и едно ветување кое го дадоа малите првачиња дека ќе бидат успешни во школувањето, дека ќе бидат добри другарчиња и дека ќе слушаат својата учителка. Потоа, по завршувањето на ветувањето, учениците излегува во училишниот двор, каде што имаа задача да цртаат со креда. Сега, тие цртаа нешто што ги прави среќни. Сите цртаа различни символи. За некои ученици сонцето представува среќа, за некои срцето, за некои насмеано детенце, а имаш и такви ученици кои што ги цртаат своите најомилени играчки. Како што може да се види од некои од оделенијата изведува и спортски активности, затоа што играта представува најголема среќа за децата. Учениците продолжија со активности во дворот на училиштето до крајот на нивниот школски ден. Во посета на реновираната полициска станица Галате денес беше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој посочи дека Министерството планира реновирање и опремување на полициските станици и сектори во останатиот дел на државата, со цел подобрување на условите за работа на припадниците на безбедносниот сектор. Ние, како Министерство за внатрешни работи, продолжуваме со нашиот проект, а тоа е опремена полиција безбедни граѓани. Тоа го најавивме минатата година и ова година продолжуваме. Денеска имаме чест овде да извршиме увид во завршните работи што е направено во полициското одделение Галат. Тоа беше една од полициските станици која што беше во најлоша состојба. Министерство за внатрешни работи преку своји средства одели 2.400.000 денари и
реконструирана е комплетно кровната конструкција, фасадата, внатрешниот дел на објектот, после 25 години било каква градежна активност на овој објект. Тоа е нешто што дава дополнителен мотив на полициските службеници, бидејќи ова полициско одделение е значено, бидејќи опфаќа територија голема и голем број на население, околу 40.000 граѓани. Денеска разговаравме и за актуелната безбедносна состојба и на подрачјето на полициската станица и на подрачјето на секторот за внатрешни работи во Тетово, и таа може да биде оценета како мирна и стабилна. Разговаравме и во делот на криминалитетот, нарушувањето на јавниот ред и мир, подобрувањето на работењето во овие области. Вие знаете дека направивме доста и кадрски промени кои што се однесува на секторот за внатрешни работи Тетово. Добро е што започнуваме сериозно со зголемување на процентот на откривачката дејност. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски одговараше и на новинарски прашања, поврзани со безбедносната и политичката состојба во државата. За разлика од минатата година има зголемување на бројот на илегалните обиди за преминување на границата и веројатно и тоа што случајот кој што бил вчера, тука Министерството за одбрана, односно армијата ќе дадат подетални информации за целиот настан, меѓутоа нема опасност од развој на поголема мигрантска криза која што би се развила како што беше тоа во 2015 и 2016 година. Меѓутоа, како и да е, Република Македонија, Министерството за внатрешни работи е подготвено да се справува со секој предизвик, меѓутоа сега за сега немаме такви сознанија, ниту индиции, ниту покажувања дека ќе се случи некој поголем бран на мигранти. Видете, тие закани ги добиваат пратениците и преку социјалните мрежи, и повикување јавно. Сакам да упатам една јасна порака дека никој во Република Македонија нема право да се заканува на било кој граѓанин, ниту пак на пратениците. Пратениците мора да ја остваруваат својата уставна, законска надлежност која што има, да ги представуваат граѓаните и да одлучуваат во своје име и по сопствено уверување, така како што пишува во Уставот. Ова се многу важни процеси. Министерството за внатрешни работи ќе ги превземе сите можни мерки кои што се однесуваат на закана и спречување на работата на пратениците доколку таквите постојат, а доколку има обиди на корупција и така натаму, ние сме подготвени да преземеме максимално мерки за да ги заштитиме пред се интересите на граѓаните, заради тоа што пратениците ги представуваат граѓаните. И во тој дел секој од пратениците доколку има било каква закана, тоа треба да го пријави, да можеме да го процесуираме, заради тоа што премногу важен е овој процесот за иднината на граѓаните на оваа држава и никој не смее да се игра со судбината на Република Македонија. Ние во тој дел постојат низа на кривични дела кои што може да бидат направени во спречувањето на извршувањето на функцијата пратеник или во делувањето тие да не одлучуваат по сопствено убедување. Во тој аспект институциите функционираат и ќе направиме се за да ги заштитиме пратениците и интересот на граѓаните на државата. Премиерот Зоран Заев во собранието денес рече дека уставните измени заслужуваат поддршка од сите пратеници. Без нова прашања, но на овие прашања се препознава лидерство. Интеграцијата на Македонија во НАТО и Европската Унија не може да биде попречена од каква било закана или обид за заплашување, подкуп или било што друго. Сега е време сите што се за НАТО и Европската Унија да ги поддржат измените и заедно, исклучиво заедно, да однесеме Македонија напред. Сите пратеници, без разлика на која партија и припаѓаат, имаат историска должност и обврска пред граѓаните да го обезбедат патот на Македонија кон стабилност, безбедност и економски просперитет, а тоа е патот кон НАТО и Европската Унија кој води преку македонско-грчкиот договор. Од пратениците во собранието на Република Македонија се очекува одлука во таа насока и како израз на почитување на волјата на граѓаните
кои што гласаа на референдумот, како и на волјата на околу 80% од граѓаните кои континуирано се изјаснуваат дека го одобруваат членството на нашата земја во Европската Унија и НАТО. Сите сме свесни дека без договорот со Грција тоа остануваше само наша надеж и желба. Менувањето на Уставот е спротивно на мнозинската волја на народот, порача пратеникот на ВМРО ДПМН Трајко Велјановски, кој веднаш по премиерот Зоран Заев се обрати пред членовите на Собраниската комисија за уставни промени, а по обраќањето ја напушти салата. Кога народот ќе одлучи, Собранието нема мандат да ја менува одлуката на народот. Во таа смисла, јас, како пратеник, изјавам дека немаме мандат, ниту намера да учествуваме во обидите за менување на Уставот, што е спротивно на референдумската одлука на народот. Досега одлучивте сами да го водите процесот, кој народот ви го запечати со референдумски неуспех. Ако сметате, и понатаму, слободно продолжите. Во благопријатна атмосфера, но да знаете дека немате двотретинско мнозинство за промена на Уставот на Република Македонија. Приведено едно лице од Пирок, кај кого е пронајдено дрога. Од полицијата информираат и за 2 повредени лица, едното при сечење дрва, другото при пат, работејќи на изградба на зид. Лишен од слобода 29-годишникот Пирок вчера вечер во тетовското село Камењане. При извршен преглед пронајдена му е марихуана, ризла и пластично шише со непозната течност. Сето пронајдено е фотодокументирано и одземено за вештачење. Се работи на расчистување на случајот, пошто против лицето ќе следи соодветен поднесок. Полицијата постојано спроведува засилени акции за сузбивање на трговијата со дрога, истакна министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски при денешната посета на полициското оделение Галате. Целоци сте дека изминатиот период активно се работи плански во делот на сузбивањето на трговијата со дрога на подајачето на СВР. Тетова веќе имаме 136 приведени лица во однос на оваа материја и мислам дека тоа ни дава за право да и граѓаните бидат поспокојни, посигурни во делот на безбедноста. Важно е многу да соработуваат граѓаните со полицијата, таа доверба да јакне и уште еднаш ги повикувам, апелирам сите заедно да бидеме партнери во делот на безбедноста и на стабилноста. Ние како раководство на министерството ќе правиме се за да овозможиме подобри услови за работа на македонските полицајци, а нивна должност е да направат се да обезбедат мир, стабилност и просперитет на граѓаните на општините во кои што ние живееме. Инаку од СВР Тетово информираат и за случај во кој 48 од долнореканското село Требиште вчера се само повредил, откако во местноста Осој, сечејќи дрва со моторна пила, на главата му паднало дел од дрвото. По укажаната лекарска помош во здравствениот дом Ростуше и гостиварската општа болница Ферит Мурат упатен е и задржан на скопските клиники. На скопските клиники завршил и 29-годишникот гостиварска Долна Бањица. Тој утрово работејќи на изградба на зид, од засега неутврдени причини, загубил рамнотежа, паднал на бетонската подлога и задобил повреди. Во полицискиот билтен и информација за оштетување на црквата Свети Атанаси, лоцирана на Тетовското Кале. Изминатите 10 дена за сега непознати сторители со камење скршиле 7 прозорски стакла на црквата и причиниле вкупна материјална штета, која се проценува на околу 6.000 денари. Се преземаат мерки и активности за откривање на сторителите. Планинарското еколошко друштво Аргентус Маунт од Тетово испрати соопштение до јавноста, откако на кулата Титоврв од други лица е поставена спомен плоча. Во соопштението, Планинарско-еколошкото друштво Аргентус Монт потенцира дека спомен плочата на планинарската кула на Титоврв тие не ја поставиле и дека нема таква согласност од Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, како и дека е во спротивност на правилникот за планинарски домови. Во соопштението се вели дека идеологот е поранешен нивен член, кој со ова поставување има за цел провоцирање на реакции и контрареакции на етничка основа со цел материјално оштетување на кулата. Тие истакнуваат дека спомен плочата е нелегално поставена на 8 септември од 10 планинари од албанска етничка заедница од Тетово.
На спомен плочата е гравиран лик на стар човек, повеќе со верски, отколку со работничко-мајсторски лик, кој според говорот на еден од поставувачите поставен на социјалните мрежи е представен како градител на кулата. Во соопштението се наведува дека тој бил учесник во изградбата како платен градежен работник, мајстор од тогашната фирма кој ја реализирале градбата. На спомен плочата е напишан текст само на албански јазик кој во превод е со содржина Джемал Алиу Вела 1897-1971. Не му беше доволна љубовта за нацијата, тој за неа придонесе и на врвот на шара. Кулата е изградена во 1957 година. Понатаму во соопштението од планинарско-еколошкото друштво Аргентус Маунт истакнуваат дека во изградбата на кулата никој не работел од љубов кон нацијата, туку сите градежни работници работеле за плата со додатоци за теренска работа. Планинарската кула на Титов врв била иницирана од Планинарскиот сојуз на Македонија, проектирана и изградена во форма на штафета, од која неколку години тргнувала планинарска штафета по повод Денот на младоста. И со таа љубов била изградена. Заслужува секоја чест секој кој учествува во изградбата на кулата, било како платен градежен работник или како ангарија. Инаку Планинарско-еколошкото друштво по 62 години од градбата иницирала и добила овластување од Федерацијата за реконструкцијата на кулата како безбедно планинарско засолниште за сите планинари од земјата и странство. Времето денес беше претежно сончево со слаб до умерен североисточен ветер. Утринските температури се движеа од 5 до 12, а дневните од 14 до 22 степени. Утре не очекува сончево време со слаб североисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 5 до 12, а дневните од 15 до 23 степени. Со временската прогноза ги завршуваме вестите. Пријатно!